Секоја година учествуваме овој ден, 26.10, роден денот на Никола Бадев. Мало увертира на сета работа, ќе кажам за отварањето на него спомен соба на 26.10.2018 година, кога предметите кои што беа дадени од неговите черки, Роска и Сузана, ги ставивме во спомен собата, каде што можеме да вршиме афирмација, презентација и промоција на него и да завршиме фактички заштита на културното наследство и сето тоа во музеот, каде што секогаш имаме посетители и сакаме да го представуваме оно што е карактерот на Кавадарци. А карактерот на Кавадарци е музиката. Концептот на музеот ни беше нас храна, вино, нели? И завршивме нели со музиката. Карактерот на Кавадарци, повторам уште еднаш, да ја представи музиката и пред се Никола Бадев и неговото пеење, односно неговиот кадефен глас. Семејството Бадеви, односно неговата черка Роска и неговата черка Сузана ни ја дадоа медаљата за заслужени граѓани на Република Македонија со повелба нели на претседателот на државата Стево Пендаровски, каде што ние ја добивме и че ја внесеме веќе во собата на Никола Бадев веќе од утре, каде што може посетителите да ја видат. Пред се медаљата и плакетата која што е дадена за заслужени граѓани во областа на музиката. Керките на Никола Бадев, Роска и Сузана, кое чувството е вечера на годишнината од раѓањето на Никола Бадев, присутни овде во вашето Кавадарци, нема да речем неговото, него ќе речем во вашето Кавадарци, во чест на вашиот татко? Чувството наше е многу големо, мислам многу прекрасно, ние сме многу радосни и настанош ова приредба во чест на татко ми, ја организиравте прекрасно со многу убави песни, беспрекорно, и групата пеачка и играорците и исполнителите на песните. Беше прекрасно, значи ова него професионално. Мислам професионално, убаво, одушевени сме од овој настан, од ова приредба и сметам дека и понатаму ќе продолжи овака прославување на вашиот сограѓанин, наш татко Никола Бадев. Вие збогатите вечерта со уште еден, јас ќе речам, меѓу настан, со на фактот што на музеј галеријата, односно на спомен собата, каде што се сместени работите на вашиот татко, го подаривте медалот кој што неодамна го добивте од претседател Пендаровски. Да, ја имав таква чест, нели, од сестра ми да го дадам и ми беше драго да го дадам на тука припаѓа во Кавадарци, во спомен собата да стои тој медал подарен од претседателот на државата Пендаровски, местото му е во спомен собата. Значи тука му е местото затоа што да можат секој да дојде да ги погледне од татко ми неговите слики, спомени, инструменти на кои свирал, патувал и ова признанието му е, точно кажав, место во Кавадарци, во спомен собата. Да не подготвувате нешто што го криете од кавадаречката јавност во врска со вашиот татко или се лажа? Не, може би во иднина да снимиме, на мајка ми беше желба да снимиме заедно дует некои песни, може би така за телевизија е вака интимно да си снимаме, јас сакам уште да додадам, овој концерт би сакала да стане традиционален секоја година и бидејќи и да се вика вечер на песната и виното Никола Бадев, како што беше пред 2010 година на Тиквешкиот Гроздобер. Сега да се продолжи традицијата. Да не застане, да не згасне, туку едноставно само напред. Да, само напред. Така. Да. Чувството е преголемо, горди сме што сме имале таков пеач, таков бард и доајен на македонската изворна народна песна. Такво човек, што вели не се раѓа. Му остави аманат на идните и сегашните генерации во наследство убави изворни песни и сите да се учат како него да пеат. Како дел од Сдруженијето на пензионери функционира културно-уметничкото друштво Никола Бадев.
Со што тие беа главните вечер, Да, така? ние бевме организатор на овој настан, на овој концерт, по повод ове 104 годишнината од неговото раѓање и затоа што нашата пејачка група го носи името Никола Бадев, така да он е патрон на името што го носи нашата пејачка група. Меѓутоа имаше и игрална група. Имаме и игрална, да, куд игрална група. Незиното име не, али имаме во слободна здружение, имаме игрална група, која исто така е добра, али сепак пејачката група оствари голем резултат. Кога отидовме во Словенија, од тука бевме пратени од Република Македонија во Словенија да ја представуваме на тој фестивал во Словенија, се викаше Трето животно добо во Љубљана, во Цанкаревиот дом. И имаше надпреварувачки карактер? Не беше од надпреварувачки, ревијален карактер, али бевме најдобри од сите учесници. Имаше и од други земји, од Италија, од Швајцарија, од Хрватска, од многу земји имаше. За нас цела публика во Словенија навеше, посебно словенците. Сите навиваа за нас, затоа што кога ги слушна нашите македонски изворни песни, игра и пеа со нас.